Му одговор на оваа тема добиваме од прва рака, од првиот човек на општината Аеродром, господинот Куневски. Општината која што најмногу проекти реализирала, но најмалку средства собствени од општината потрошила. На што се должи тоа? Добар ден, благодарам прво на поканата од денешните вести. Инаку, точно е тоа дека општина Аеродром има изминатите неколку години реализирано голем број на проекти, буквално во сите области, од образованието па све до урбанизација на сите населени места. Инаку, тоа се должи на добрата соработка на општина Аеродром пред се со градот Скопје, со владата на Република Македонија. Работиме заедно во насока на подобрување на условите на жителите на општината и во таа насока и реализиравме голем број на проекти. Што ги издвоите како проекти? Големи. Првенствено изградивме една градинка, во моментов се во финална фаза, уште дополнително 2 градинки. Треба да ги пуштиме во месец октомври на задоволство на сите оние родители кои што немаат можност да ги запишат до сега своите дечиња. Изградивме училиште, ги реконструиравме сите училишта, сите спортски сали. Во рамките на спортските училишта го изградивме спортскиот центар Ново Лисиче. Со јавно-приватно партнерство изграден е спортскиот центар Јане Сандански. Изградивме голем број на паркови, околу 10 нови паркови, ново зеленило во нашата општина со голем број на содржини. Изградивме спортски игралишта во сите населени места, за да можат децата да се рекреираат, да спортуваат, да растат во една спортска средина, во здрава околина. Истовремено изградивме и детски игралишта во сите населени места. Така што тоа се еден дел од проектите кои што се многу значајни. Дополнителни 2000 паркинг места се изградени во општина Аеродром изминатите 3 години. Голем број на улици нови, реконструирани постоечки улици, изградено ново осветлување, јавно осветлување, изградени нови тротоари, фекална канализација, целосно изградена во руралниот дел на општина Аеродром. Вие знаете дека во минатото луѓето нема основни услови за живење, тоа е асфалтирани улици, нема канализација, има септички јами во рамките на дворовите, така што нешто што не беше воопшто реализирано изминатите 40 на години, ние тоа го направивме буквално за 4 години. Ќе се навратиме повторно на оние идни проекти кои што ви остануваат како ваша цел до истекот на мандатот, но тука ќе се задржам на куса, ги споменавте парковите, дека многу зелена површина и не попустове нарекуваат општината со најмногу зеленило. Колку зеленило има општина Аеродром? Општина Аеродром има најмногу зеленило во градот Скопје, може да се каже на ниво на Република Македонија, во оние урбани општини кои што ги има во Република Македонија. Ако европските стандарди се 7 метри квадратни по глава на жител зеленило, општина Аеродром има 28 метри квадратни зеленило по глава на жител и ние планираме во таа насока да продолжиме да градиме што е можно повеќе зелени површини, се со цел да имаат доволно простор за луѓето да може да се рекреираат, да го поминуваат своето време слободно, да спортуваат. Буквално тие паркови се за луѓето од сите генерации. Господине Куневски, да одвоиме минути, да ни најавите што е она што е ваша цел до истекот на вториот мандат, што се реализира во моментов. Чисто онака би сакала да ги споменам, тоа е 3-та македонска бригада, што во моментов се работи, Рајската градина, ми ги најавивте тениските терени. Ајде вие продолжете. Имаме голем број на проекти кои што треба да бидат завршени до крајот на мојот мандат. Пред се оваа година веќе ќе бидат готови, како што напоменав пред малку, 2 нови градинки. Планираме наредната година да отпочнеме со изградба на уште дополнителни 2 нови градинки и на тој начин да обезбедиме капацитет да ги згрижиме сите дечиња во нашата општина. Тоа е до крајот очекувам да биде до крајот на 2017 година. Истовремено работиме на проектот со јавно-приватно партнерство на изградба на тениски спортски центар во нашата општина. Планираме уште едно ново училиште да изградиме во рамките на училиштето Димитар Македонски. Тоа е моментално сместен. Училиштето нема некои идеални услови за учениците. Планираме да изградиме ново училиште во населбата во соработка со Министерството за образование. Истовремено работиме на проектирање на изградба на атмосферска канализација во Долно Лисиче. Во урбаниот дел планираме да изградиме нова улица во стариот дел на Аеродром Коста Новаковиќ и буквално на сите оние места каде што недостасуваат одредени работи планираме да ги реализираме. А за големата атракција Рајска градина?
Рајската градина очекуваме да отпочне со реализација оваа година и да заврши некаде за една година тој проект да биде готов и пуштен во употреба. Општина Аеродром го изготви проектот, моментално Елем работи на реализација на тој проект. Тендерот, како што имам информација, во завршна фаза, очекуваме оваа година да се отпочне со изградба и со... И така и за тениските терени го објавивте тендерот исто? Точно така, очекувам исто до крајот на оваа година да успешно да заврши тој тендер и да се отпочне со реализација на овој проект. Најавивте и отворивте нови градинки, најавивте дека уште една е во фаза на отворање, 250 дечиња со толкав капацитет, го зголемивте капацитетот, почна учебната година, дадовте бесплатни униформи за учениците. Како почна учебната година? Што е во план за новата? Учебната година почна одлично во нашата општина. Училиштата буквално сите се целосно реконструирани. Набавивме униформи бесплатни за сите дечиња кои што учат во училиштата. Тоа е отприлика околу 8.500 дечиња, 8.500 униформи од прво до осмо за сите дечиња се обезбедени од страна на општината. Целта на овој проект е сите дечиња да изгледаат исто, да се фокусираат повеќе на учење, него на тоа кој како ќе изгледа во текот на денот, да нема социјални разлики, барем во делот на додека се на училиште, од тоа кој како изгледа. И мислам дека тоа е еден успешен проект кој што го поздравуваат сите родители во нашата општина. Така што се однесува до дечињата исто и во градинките и во училиштата, кои се вашите планови проекти кои што во текот на годината ви се испланирани веќе за наредна ова што почна? Во рамките на градинките воведовме бесплатен англиски јазик. Вработивме наставници кои што предаваат на дечињата уште од мали нозе, што се вели. И тој проект го спроведуваме во сите детски градинки. Планираме и понатаму тој проект да се реализира. Во минатото родителите ја плаќаат таа услуга. Ние решивме да си вработиме наш кадар стручен и тие дечиња да ги учат англиски уште од мали нозе. Во рамките на самите училишта покрај тоа што го имаме како проект за бесплатни униформи, бесплатна училишна облека, истовремено ги стимулираме дечињата, ги наградуваме со тоа што во текот на годината најдобрите ученици, најдобрите 20 ученици ги праќаме на едукација во Лондон на 10 дена во општина со која што имаме соработка, Вансфорд, тоа е во централен Лондон, се сместуваат во рамките на семејствата, каде што практично стекнуваат нови пријателства, се социализираат во друга општина нова. Да, се социализираат, учат нова култура, начинот на едукација го применуваат. И начин на живот, така. Начин на живот, истовремено во текот на годината доаѓаат и дечиња од Лондон во нашата општина. Така да тоа е една одлична соработка која што е воспоставена. Очекувам таа да продолжи понатаму и што е можно повеќе дечиња да отидат да видат каков е таму животот, да видат кои се таму стандардите, начинот на образование и нормално тоа што е позитивно да го применат во нашата општина. И мислам дека тоа е еден одличен проект кој што стимулира дечињата да учат што е можно повеќе за да добијат шанса да отидат таму да видат каков е начинот на живење. Господине Куневски, ќе го вклучиме и колегата Иван во дискусијата, но не ми иде да го завршам разговорот без да ве прашам за заштитниот знак на општината Аеродром, тоа е МЗТ Скопје. Кои се вашите очекувања? Како се МЗТ? Па добро, има управа во клубот која што извршува добро својата работа. Оваа година се натпреваруваат и на меѓународно ниво во Европа. Ви сте задоволен? Во Еврокупот. Па јас сум задоволен од досегашните резултати. 5 години наназад тие се шампиони на Македонија. Очекувам оваа година да имаат и позитивен резултат и да имаат одреден успех на меѓународно ниво, како и во АБА лигата, така и во Еврокупот, па да се надеваме дека очекувањата наши ќе се исполнат. Сега во четврток имат утакмица? Во четврток е Суперкуп, тоа е повеќе ревијални надпревари се пред почетокот на сезоната, така да очекувам и таму да има успех.